Дечки, здраво! Добре дојдовте во уште едно наше ново видео. Денес ве носиме во еден од најубавите градови во Босна и Херцеговина, градот во кој природата и архитектурата се судираат помеѓу себе. Градот со можда најнеобичното име. Добре дојдовте во градот Јајце. Кога ќе пристигнете во градот Јајце, прво нешто што треба да го посетите се дефинитивно водопадите. Тие спаѓаат во 12 најубави водопади во цела Европа. Кратко пешачење и стигате на местото со најубавиот поглед во градот Јајце. Погледнете. Водопадот е висок 22 метри и еден од ретките водопади кои се наоѓа во центар на град. Доколку го посетувате ова место, обавезно на себе имајте јакна, пошто од водената прашина може лесно да се направите жива вода. Додека сте во Босна, обавезно да го пробате босанскиот бурек или вртена пита. Нема да сгрешите. Прекрасно! А вака се служи босанско кафе. После вкусен босански бурек, уште повкусно босанско кафе, сега е време да потрошиме некоја калорија и да ги прошетаме калдрмите и да се искачиме до тврдината во Јајце.
Се наоѓаме пред влезот на катакумбите и ајде сега заедно да истражиме да видиме што имам натре во нив. Истото е малку темно, нема да може све да се види на камера. Дефинитивно ако ве носи патот кон тврдината и кон јајце, вреди да го посетите и да видите оваа автентична убавина и да искусите дел од историјата на градот Јајце. На влезот од црквата имате место каде што се купуваат карти. Картите се задолжителни и изнесуваат. Две марки, односно 1 евро. Продолжуваме после катакумбите кон тврдината нагоре. Оваа тврдина исто така е позната како тврдина на кралевите. Така е наречена од причина што кроз текот на историјата многу кралеви престојувале токму во оваа тврдина. После многу угорници стигнавме на врвот. Ајде да ја посетиме и тврдината. Додека правиме пауза горе на тврдината, да споделам со вас еден интересен факт, кој верувам дека многумина вас ќе ви интересира, исто како што ме интересираше мене, зашто градот се вика Јајце. Првата приказна е тоа дека кога се градело на времето, во малтерот се ставале јајца и тоа било причината градот да биде наречен Јајце. А другата приказна, што за мене е поприфатлива и пологичка, е дека кога ќе го погледнете градот од далеку, има форма на јајце. Односно, карпата на која се почнало да се гради градот, имала форма на јајце. За мене таа приказна е пологична. Ако некој од вас знае некоја друга приказна, слободно споделете со нас во коментар. Пешачењето дефинитивно вредеше. Погледот од овде е феноменален. Погледнете и уверете се и сами.
возиме, би сакал да споделам со вас една корисна информација доколку сте во Јајце. Обавезно купете си дневна карта паркинг, таа чини 8 марки и со неја може да се паркирате последните 24 часа каде сакате. Имате апарати на повеќе локации ставено низ градот. Ако не може да се снајдете, слободно побарајте помош од локалното население, многу се љубезни, сигурно некој ќе ви помогне. Ако до сега ве воодушеви градот Јајце, останува уште едно место, последно, што можете да го посетите и треба да го посетите додека сте тука. Не значи дека е последно, дека е помалку убаво од се што видовте до сега, напротив, ова е едно од најубавите места што се наоѓаат во градот Јајце. Тоа се млиновите на езерото Плива. Пливското езеро исто така нуди и место каде што може да кампувате со вашиот кампер. Ова се однесува секако на оние што се љубители на кампирањето. Ова е местото каде што може слободно да се дојдете со вашиот кампер, вашиот шатор, да се сместите тука и да уживате во оваа убавина. Додека шетате низ ова место, кога ќе ги погледнете овие кукички, кога ќе прошетате низ нив, ќе добиете чувство како да се наоѓате во филмот Хобит. Овие кукички на времето биле млинови кои се користеле за мелење на жито. Во денешно време се користат само како туристичка атракција. Токму на ова место ја завршуваме нашата авантура низ Босна. Не заборавајте на крај да не поддржите со тоа што ќе стиснете subscribe и лайк на нашите видеа. За вас тоа е малку, за нас значи многу. И останете ми со здравје и се гледаме во некој наше следно видео. Чао!